Женскиот ракометен клуб Куманово моментално е на првото место во женската суперлига, откако Металург изгуби од Стружанка, а женскиот ракометен клуб Куманово го победи Вардар. Сега ЖРК се главни кандидати за освојување на шампионската титула, каде клубот настапува во ЕХФ започнувајќи од третото коло. Зоран Јосимовски, тренер на женскиот ракометен клуб Куманово, наш денешен гостин пред двата надпревари викендов. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до љубителите на спорт и љубителите на ракомет во нашиот град. Благодарам за поздравите. Благодарам и вам за одвоеното време што денеска одлучивте да бидете наш гостин во очи на она што следува за време на викендот. Повелете да ја запознаеме и пошироката јавност. Токму така, викендов, сабота и недела не очекуваат два надпревари со екипата од Холандија. Се работи за трето коло ЕХФ Челендж Куп. Успеавме и изборивме позиција да ги играме двата надпревари на домашен терен, што ќе биде и предност, можеби и можност за победа и продолжување на такмичењето во истиот ранг во наредно коло. Се работи за искусна екипа која настапува моментално како второ пласирана во домашно првенство, а нас ќе ни биде гости на двата надпревари во наредниот викенд. Значи сабота и недела пред вас тешки надпревари. Како што рековте, Гален важи за еден од доста квалитетни тимови во Холандија. Дефинитивно да, нема да биде лесно, меѓутоа главниот дел е сработен, работиме и на завршниот дел од припремниот период за тие два надпревари. Моментално имаме спремни играчи, меѓутоа се случи повреда на една од ракометаркиве, за која се надевам дека ќе успее да избори сили и ќе биде во можност да ги одигра тие два надпревари. Така да прилично сме подготвени и спремни, мотивирани за да ги одиграме тие два надпревари. Секако се работи за искусна екипа која веројатно се надева на понатамошен пласман како и ние. Немаме премногу информации во однос на оваа сезона, CD-а и видеозаписи, меѓутоа ги гледавме од прошлава сезона и очекуваме тежок надпревар со многу влог и многу труд. Мислам дека ќе успееме сепак да оствариме понатамошно учество во наредното коло. Од она со што располагате, мислам на информациите за тимот на Гален, дали би издвоиле некоја ракометарка со која што најмногу би имале проблем? Која е најголема закана? Нема изрази поединеца во Значи, нивната тимски. екипа, да, Тимски дефинитивно игра тимски, физички добро подготвени, растрчани, добро позиционирани на сите позиции, со солиден ростер, значи ќе имаат и доволно замени. Сепак се работи за два надпревари во 2 дена. Мислам дека многу нешто ќе значи од играчиве кои ќе бидат на клупа и колку тие ќе допринесат за самата игра и самата победа на екипа. А сега да проговориме и за трите млади репрезентативки во редовите на женскиот ракометен клуб Куманово, кои што се веќе во репрезентацијата на Македонија. Како напредуваат Трајковиќ, Кипријановска, Ивановска? Поздрав до нив. Да, поздрав до нив. Јас сум презадоволен и имавме надпревар првенствен каде што игравме на гостински терен со екипата на Металург, каде што грото од репрезентативкиве на нивна возраст беа директен противник. Нашиве репрезентативки едноставно доминира и покажа една феноменална игра, можеби за прв пат толку доминантна во однос на нивните конкуренти што им се во репрезентација. Така да им посакувам и понатаму успешен рад и напредок во нивната кариера. Така. А што би издвоиле за новите застилувања што дојдоа во вашиот тим? Како тие се вклопија во екипата на женскиот ракометен клуб Куманово? Да, дефинитивно во права смисла на зборот се засилување, бидејќи до зад денатом ги вложуваат сите сили што ги имаат и ги оправдуваат сите очекувања од нив. Јас сум исто така презадоволен и од нив. Би сакал
така да продолжиме и во наредниве сезони со истиве играчи кои моментално ги имаме. Така да направивме добар избор, добри квалитетни ракометарки, добри личности, одлични карактери кои истото го покажуваат и на теренот. Вие очекувате да извојувате победа. Ние очекуваме да бидете успешни и да победите, но сепак заеднички очекуваме да имаме голема публика во сабота и недела. Ајде попрецизно, во колку часот ќе се играат надпреварите во сабота и недела? Двата надпревари се на 10 и 11 и двата се во 18 часот. Така, во очи на празникот. Да, воедно ќе биде и празнично расположение. Се надевам дека и ние ќе допринесеме за дополнително празнично расположение и сите ете заедно да прославиме на ракометното поле, значи на после утакмицава. Дефинитивно би сакал и очекувам победа, што е и целта на овие надпреварувања. Ќе направиме се што е во наша можност за да ете останеме и понатаму на европскава сцена и зашто е можно по-квалитетни и по-ефикасни надпревари кои секако ќе значат за одржување на формава и продолжување на добрите утакмици што ги имавме во домашното првенство. Како за крај да споменеме дека и доделуваме билети за она што ќе се случува за време на викендот, значи за утакмиците кои што се во сабота и недела во спортската сала Куманово. Сите вие кои што сакате да добиете бесплатни билети, напишете ни нешто на Facebook страната на Радио Браво. Ние сме тука да ве наградиме. Еве, се она што мислите дека би ве интересирало, ние ќе ви одговориме и ќе ве наградиме. Facebook Радио Браво ве очекува, ве наградуваме со билети за надпреварите. И што да речем, освен, еве Зоран, се гледаме во друга прилика со нови успеси, со нови постигнувања на женскиот ракометен клуб Куманово. И за последен збор ќе го оставам вам. Да, благодарам до Радио Браво што ме поканивте и што давте прилика да еве уште еднаш кога ги поканиме сите љубители на спортот пред се на ракометот да повелат сабота и недела во 18 часот да бидат нашиот играч плюс кој ќе ни даде поддршка и мотивација за да оствариме еден огромен успех оваа сезона. Ви благодарам за гостувањето, а вам, почитувани слушатели, пишете ни на нашата Facebook страна, ве наградуваме со билети за надпреварите во сабота и недела. Воедно билетите еве за ваша информираност може да се подигнат утре од 8 часот до 14 часот во просториите на Радио Браво. За сите подетални информации ќе се слушнеме.